председателке. Значи, слушајќи го господинот Филипче, уште да кажеше дека ДЗР се криви и новинарите што тие овој скандал, тие се супер, ништо не направиле, треба да бидеме дури и благодарни. А со денови веќе сведоци се и ние и јавноста. Не само извештањето за ДЗР, и сведочењата на претходниот министер, и на другиот министер, па и на колегите од мнозинството, морам да укажам, дури од нивните сведочења, кршени биле серија на закони за јавни набавки, за здравствена заштита, за сметководство на буџети и така натаму. И нема тука кривица ке министерот, бивши. Тој се чувствува супер, треба фала да му кажеме. Тој е директниот кривец. Според мене. За мене веќе потреба не треба да се укажува. Само треба го докажеме истото. Тој е човекот што ја организира цела оваа шема на злоупотреби и на криминална клика која што прави последици до ден денеска. Сега ќе го кажам. Сега ќе кажам. Не. Прашањето ми беше биле првично што сакам да прашам зошто лаже, ама знаеме. Како? Да, сега ќе го докажеме тоа. Како може да не знаел? Еве, каже ми Мартин, како можел да не знае дека нема лувит во количините? Можел тендер да направи да спроведе, ама не ги знаел количините што се направиле, така? Во извештајот, во начелата, член 110. Слушајте, ме ќе видите и самите, и вие ќе ми се придружите после. Од член 110. Директорот е должен на 6 месеци да доставува извештај за работата до министерот за здравство. Знаеме ли? Па он вели дека не знал. Нема ловит. Како можел во тој извештај да не каже за количините, за стручниот колегиум, за работите што рече дека тука не знал? Зошто не лаже? Зошто не лаже? Дали е свесен дека официјалните негови изјави се очи се во целата работа? Не можеле што да правеле луѓето, морале на реверс да земат. А се гази врз законот. Зашто постои оваа држава? Зашто се законите? Зашто имаме казнени одредби? Зашто ги поставувате тие функционери таму? Па и вие сте биле функционери. Зошто вас не ви рекоа така што да правеа луѓето, моравте да го газите законот? Него велиме секој што сгрешил ќе одговара. За милиони суми на евра. Имавме трагични ситуации овде за 10 пати или 100 пати помали суми кај што рекове нема пари. А овдека морале луѓето земат на реверс и ја прегазат законот. Како може така да настапиме? Имаме официјален извештај од Државниот завод за ревизија, кај што вели не ви се согласува материјалната фактичка состојба со сметководствена евиденција и документацијата. Тоа значи, сте нарачале за 100 милиона евра, на залиха имате за 20 милиони евра. Сте платиле, го немате на залиха. Тоа ни го кажа ДЗР. И ние се среќаваме со Сдружение на граѓани, невладни организации и пациентите. Што велат они? И новинарите го кажаа на делот на злоупотребата, а тоа фактички што било на залихите. И рекове нека тече истрагата. Што правиме со делов овој другиот? За кој што кажуваат сега вработените од онкологија. За оној дел што го немаме на евиденција, што не бил во залихите, што било утврдено, а бил платен. Дали тој воопшто влегол? И каде се наоѓали тој директор што го најдовме во Косово и во Албанија? Со наши пари платен. Зошто? Имало таква основа, бидејќи истиот тој господин не превземал никакви мерки кога бил тргнат като системот, кога не биле дадени протоколи, кога бил во континуирана комуникација со истиот тој директор. Само за подсетување, за истиот тој член 110, каде што обврзан за извештај, доколку не направи соодветни мерки, за 6 месеци треба го разреши. И тоа го направил следниот министер. Па зарем мислите дека следниот министер е 2 пати поспособен од претходникот, од господинот што седи пред нас? Веднаш да го уклучи алармот, да го повика директорот за неефикасност, бидејќи таа состојба што е таму не е за толерирање, бидејќи долговите енормно брзо растат. 20, односно 40 милиони евра. Велиме за набавката, пак ќе се вратиме на реверсите. Еве го и тука стои, во истиот член. Све си е пропишано, некој треба да ги почита овие закони во оваа држава. Кажува, му дава еднашка, му кажува да направи набавка. Не ја прави, му дава рок од 15 дена министерот, на директорот. Дополнителни. Ако и таа не ја направи, се стои во ставот 6, вика, по истекот став 7. Ако по истекот на рокот од став 6 на овој член директорот не покрене постапка за јавна набавка, министерот за здравство ќе го разреши директорот и ќе именува вршителна должност на директор до именување на директор по распишан конкурс, но не подолго 6 месеци. Зошто тоа не го направивте, господин Филипче? Бидејќи некој ја толерираше таа ситуација, бидејќи вас ви беше укажано или вие сакавте така да направите, но во секој случај, како и да одговорите, не сте постапиле по овде.
И таа ситуација кулминирала. Видите, сте имале 3 милиона, стигнало до 453 за неколку години и над тие уште 353 милиона потрошени. Не може да ми кажете дека до толку сте биле неспособен, за следниот министерство, новиот директор што е ставен, успел за година дена, како што вели почитуваниот колега Коцеш, да ги преполови долговите. Значи имало услови, имало начин. Постоечките капацитети. Само требало да се раскине криминалната клика и шемата која што царувала таму. И ја искрено се надевам дека за скоро време ќе дојде одговорноста и комплетното разобличување на целата ситуација. Она што загрижува и она што имам сомнеш дека сега до крај не ќе може да се расчисти целата ситуација. Како што кажав пекорно, не можело ова да се случува без патрон од министерот или некој над него. Да биде дискутирано на влада, сега да не ни ја доставуваат документацијата, упорно што инсистираме да ни ја доведат да го докажеме истото и при тоа да ги обвинуваме некој дека биле таму во сестрите. Политичката одговорност не е во сестрите, него е факторот каде што кажавме, она кај што можел и каде што требал да реагира тогашниот министер. Ви благодарам.